Па наравно ќе фаќаме луѓето коронавирус, па шо е ова? Ова не личи на улица. Мегленци сме. Бе душо, ова на вода личи, ајде. Не е живот тоа. Како и низ целата земја, COVID-19 е закана и за Битолски Баир. Но проблемот тука е што нема услови ниту за хигиена, ниту за заштитни мерки. И да не постои вирусот, секој дете гарантирам со живо дека новој дел ќе се споволи. Имаме мали деца. Не се ни капени, не се ни прани, не се ништо. Владата треба да мисли за овие младите. Надлежните тврдат дека работат и на привремени и на трајни решенија, но за тоа велат треба и време и соработка од локалното население. Никој не може толку многу да исчисти, колку што еден може да извалка. До кога Баир ќе биде слепо црево на градот и можно ли е да стане жариште на COVID-19? Петар од корона ќе дојде овде. Да верувате! 1 километар заштитна ограда, која е прва од овој тип во земјава, од летово се протега долж магистралниот пат Приле-Пресен. Жителите од околната населба веќе немаат лесен пристап до патот, кој често го блокираа со купишта ѓубре, во знак на револт од условите во кои живеат. Новата инвестиција беше најавена како решение за безбедносниот и еколошкиот проблем во оваа населба. Зидот е изграден, но се околу него остана исто. Познатата ромска населба Баир се наоѓа само на 2-3 километра од центарот на Битола. Разликите во начинот на живење во градот и овде горе на Баир секако небо и земја. Најлошо е во срцето на Баир, познато како Картон Сити. Вода доволно немаме, го цревото, кај што копав, да поставам реков вода, немаме вода. Немаме вода, вистинама. 20 години жената веќе со туди бокали ми помни. После не капени ќе бидеме, па нема да бидеме капени. Ќе фаќаме болести. Не еднаш кој ајме денот последна недела сме гладни дома. Оти, што каму ти државата не се буни за нас. Со диви приклучоци на градските мрежи се црпи и вода и струја. Го кабело, ја кај ми. Го, од кај комшите земам струја. Навечер ќе ме пуштат за една сијалица само, ова време немам струја. Тука не досега ни канализационата мрежа. Пооколу импровизираните живеалишта течат потоци од фекалии, а во нив и дел од ѓубрето, кое гние или гори по дворовите. Брината ги бира, мене ги црвија ќе фатат. 2 арали колкави се, полни се, немојме да се ги фрлиме ѓубрината. Ги збираме тука со купој, децата фаќат, со раците, со тие децата со тие рачна лепче јадат. Ќе се инфекцира, ќе се споболува, нормално ќе се споболува децата. На листата на најголеми грижи на мештаните, COVID-19 не е на врвот. Жителите носат маски само кога одат во центарот на Битола, колку да избегнат казни. Па после пишат казни, па ќе пишат кога се нема, луѓето умират од глад, па маски бара да се купат. Пари во Баир има се помалку. Поради корона кризата утежната е продажбата на пластика и старо железо, што е главен извор на екзистенција за голем дел од жителите. Тоа е семеен бизнис и на семејството на Реджеп Вейсел. Во работата помагаат и најмалите, за кои онлайн образованието е апстрактен поим. Сега кога ќе фати полициски час, кај ќе одиме ние да му снабдиме нови деца? Каде? После да излезам јас на работа, ќе ме фатат. Име, презиме, казна, маска, ти бара тоа, што ќе правиме? После ромите прак криминали, ќе прават криминали. Немаме доволни финанси ни овдека. Во недостаток на приходи од легални дејности, подолните делови од Баир се познати и по нелегални активности. За најопасна важи населбата петочна вода. Но од што и да се заработува, проблемите на локалното население и тука се исти. Ми овде сум веќе 30-40 години. Од дете сум овде. Пораснав без вода, без канал. И така пораснавме. И сега и децата ни останаја така. Во дел од тесните малски улици невозможно е да се помине со автомобил, бидејќи низ годините диво изградените куќи се проширија. Се друго остана исто. Овде думрите на чекли може да го извадат. Ние во пропаст живееме овдека. Нема интерес, нема ништо нема. Не се онадват никако.
Само децата во Беле ќе си клајмо. Од ромите ги зема овие сколоите. Ќе ги зема сколоите, па нема овде ни еден да иди. Така и таа Наташа дојде еднашка овде, го зеде гласо и уште еднаш не се врата. По првите рестриктивни мерки за заштита од COVID-19, голем дел од жителите останаа без никакви приходи. Главна помош беа донациите од нивни иселеници или од невладиниот сектор. Но резервите брзо се потрошија. Доколку има сега повторно локдаун, би било многу потешко да се справат со кризата, колку што беше претходниот пат. Сметам дека треба државата да има некои мерки кои што директно ќе бидат насочени баш конкретно кон ова категорија на граѓани. За проблемите со Баир свесна и градоначалничката Наташа Петровска, која тврди дека општината помага со донации и со акции за чистење. Успеавме да кон овие социјално ранливи семејства доставиме 2500 пакети на хигиена и пакети за храна, во кои што општината заедно со јавните претпријатија учествуваше со 800 пакети, со поддршка веднаш интервентна до Црвениот крст на самиот почеток од 100.000 денари, меѓутоа и со програмата на социјална заштита на општина Битола со материјална поддршка кон социјално ранливите семејства со 1 милион денари. Со странска помош, општината инвестирала и во игралиште и реконструкција на објектот на местната заедница, кој неодамна беше демолиран и ограбен. За поголеми инвестиции како обезбедување вода и струја, засега нема можност. Петровска вели дека прво треба да се реши статусот на куќите на Баир, од кои голем дел седи во оградби. Тврди дека општината има направено план за урбанизација, а допрва ќе се бара помош од владата, која за дел од жителите ќе треба да обезбеди социјални станови. Не може да градите инфраструктура таму каде што не се запазени законите од урбанистичкото планирање и се нарушени. Значи, вие едноставно не можете ни да подпишете документ кој што не ги запазува законските одредби на урбанистичкото планирање. Затоа и споменувам дека овде станува за проблем кој што треба интегрирано да се решава помеѓу локалната самоуправа и централната власт, која што во најмала рака, или парламентарното мнозинство кој што во најмала рака ги носи законските одредби, бидејќи вие не може да решавате проблем и право на еден граѓанин, а при тоа да нарушувате право на друг граѓанин. Иако здравствените институции во градот не водат евиденција колку жители од Баир се инфицирале од COVID-19, Петровска не верува дека населбата може да стане жариште на вирусот. Дека бројот на заболени е мал е проценка и на невладиниот сектор. Сепак активистите потенцираат дека состојбата може лесно да ескалира и дека кризата мора да биде лекција за државата, за еднаш за секогаш да се реши оваа болка на градот. Во последниот извештај на Европската Унија беше нотирано проблемот со ромската заедница. И баш од таа причина ние очекуваме дека во наредниот период ќе има баш еден поголем проект, кој што ќе биде проект наменет баш за решавање на овие инфраструктурни проблеми, односно на создавање услови за урбанизирање на населбата Баир. Идејата за урбанизацијата, а со тоа и кревање на квалитетот на животот на Баир, не е нова. Но ако наскоро нема акција, се чини дека нема долго да трае трпението на локалните жители. Ќе го турниме зидо, па што сака, нека види тогаш. Нека земи малце владата мерки, како сите што живеат, сакаме ние така да живееме ромите. За рушење на бариерите и обезбедување еднакви услови за сите, ќе треба политичка волја, пари и време. До тогаш, илјадници граѓани ќе останат на другата страна, каде не допираат никакви правила, па ни за COVID-19.